Живот со батерии на струја за да чука срцето, чекајќи донор за срце. Ова е 7-годишната приказна на семејството Најдевски. 33 годишниот Дарко 7 години живее со две пумпи, што се поврзани на неговото срце и му даваат живот. По прележан вирус, Дарко добива срцева слабост и како што раскажува неговата сопруга, двете пумпи му го продолжуваат животот. Како Дарко има уште еден пациент со две пумпи, а уште 10 пациенти со една пумпа, каде чекаат надеж дека ќе добијат срце. Најголем дел со 24 годишна возраст, а дел од нив и се родители. Ние сме на секој 2 недели на контрола во Скопје, патуваме постојано. Доаѓа до попуштање не на апаратите, туку на неговото природно срце, кое што веќе не може да издржи. Слабее, се шири дополнително, лекарите прават се што може за да биде добро кондициониран и се надеваме на чудо дека час поскоро ќе се најде и за нас соодветен донор на срце, затоа што тоа е нашиот единствен начин за преживување. Нема поголема тага кога ќе се изгуби близок. Најтешко е кога на семејството треба да му кажете дека неговиот близок ќе почине, а неговите органи може да спасат друг живот. Националниот координатор Билјана Кузмановска објаснува дека не може од секој починат да се земе срце или друг орган. Мора да има прво мозочна смрт и да биде се соодветно на донорот и да биде соодветен на примателот на орган. Оваа година имало дозвола за 3 трансплантации од 3 починати, од кои едно срце. Тоа е систем на заштита кој што е направен кај нас токму за да се има доверба во системот. Ако ги погледнеме другите земји кои што работат на принцип на донорска картичка, значи они си ја носат картичката во себе, дури и на возачката дозвола им стои срценце. Секој што може, што ќе ги види, ќе ги застане, ќе ги легитимира, ќе види дека се донори, па нема злоупотреби. Но ние одевме токму за да ја стекнеме довербата на граѓаните со многу заштити. При тоа секое влегување на националниот координатор и болничките координатори после регистрација, после диагноза на мозочна смрт во регистарот, остава дигитален футпринт. Ирина и Дарко од мака до кампања. Од оваа година Ирина организирала 8 трибини со доктори, верски лидери, приматели на органи кои раскажуваат со посебна благодарност дека животот им го продолжила љубовта на семејство кој изгубило близок и се решиле на ваков чин. Не знаеме што носи животот. Денеска на тие листи можеби чекаат некои за нас непознати луѓе, како имиња, како бројки, меѓутоа утре, не дај Боже, може да чека некој наш мајка, татко, сопруг, сопруга, брат или сестра. И ја имам ова, не знам колку се гледа донорска картичка, па еве можам да искоментирам дека сум жива, никој не ме следи, дај Боже да можам некому да помогнам, да се јава таа национална листа, каде што сме потпишани како потенцијални донори на матични клетки. Со новиот закон за трансплантација кој ќе стапи во сила од октомври, секој полнолетен граѓанин ќе може да даде согласност дека во случај на мозочна смрт ќе биде иден донор на органи.